добро вечер Кочани, добро вечер соборки и соборци, добро вечер шарени револуционери. Добро вечер честни граѓани, кои заедно секоја вечер чекорите по државава за да го вратиме мирот и правдата во нашата земја. Ме прашуваат зашто протестираме секоја вечер, овдека низ цела Македонија веќе 8 недели. Понекогаш е тешко да се борите против неправдата, но секогаш можеме да протестираме против неа. Заедно овдека со вас ќе пратам една порака. Протестирам против корупцијата, протестирам против криминалот, протестирам против неправдата и угнетувањето, протестирам за подобро утре. Врхушката на власт, начело со Груевски, во сите овие години го уби човекот во нас. Ете затоа протестирам. Протестирам затоа што ги направија човечиња кои ги влечат за уши. За минимална плата чиј износ се срама да го кажат, секој ден ги уценуваат работниците. Ги направија послушници. Протестирам заради тоа што младите и образовани луѓе ги направија емигранти. Ги иселија од државата. Над 600.000 луѓе во последните 10 години се иселија од Република Македонија. Најмногу од овој источниот дел на Македонија. Протестирам заради тоа што здравствените институции ги направија згради на смртта. Протестирам заради тоа што нормалниот живот го претворија во пекол. Протестирам зашто уставот и законите ги погазија, државата ја унисаа. Во изминативе 10 години секој од нас ја осети како функционира оваа власт која е во Македонија. Некој го казнија, некој осети на собствена кожа, некој му казнија некој од фамилијата, на некој му затворија фирмата, некој го порача да заврши воендек. На крајот знам дека слободоумниот народ во Република Македонија ќе победи. Правдата во Република Македонија мора да победи. Со објавувањето на вистината за Македонија, после тоа ништо во Македонија не е исто. Се што рекоа порекоа, се што кажа излажаа. Сакам само една работа да ви кажам. Каде сме денеска? Денеска тие се плашат да излезат на улица, а ние слободно шетаме по улиците на Република Македонија. Тие се плашат кога ќе им тропне некој на врата. Тие се плашат да не бидат викнати на информативен разговор. Се плашат кој ден ќе завршат во притвор, а кој ден во затвор. Пред 8 недели кога почнавме да протестираме по улиците на Република Македонија, поставивме неколку предуслови и неколку услови за да се реши кризата. Двата предуслови беа да се одложат изборите кои беа закажани на 5 јуни и да се укине аболицијата што ја направи така наречениот председател Иванов. Првиот услов заедно со вас граѓаните успеавме да го решиме. Изборите на 5 јуни ги одложивме. Вториот услов, укинувањето на аболицијата, стигнавме до пола. Ако мисли Груевски неговиот полтрон Иванов дека со половична аболиција може да ги реши проблемите во државата, се лажат. Не прифаќаме половична аболиција, не прифаќаме селективна правда во Република Македонија. Правдата мора да важи подеднакво за сите граѓани. Специјалното јавно обвинителство мора да продолжи да работи без притисоци. Иницијативата што е поднесена до Уставниот суд. Уставниот суд треба што похитно да се произнесе по неа, за да може специјалното обвинителство да продолжи да работи онака како што е редот. Тука борбата не завршува. Оваа власт мораме да посочиме дека ќе замине на фер и демократски избори. Само на фер, демократски, кредибилни избори оваа власт ќе замине од Република Македонија. Само тоа е решение. Гледаме дека Груевски бега секој ден од слободни избори. Се плаши, се надева дека ќе ја спаси кожата, дека нема да оди во затвор. Но нема да има спас за криминалците. Аболицијата целосно мора да се укине. Во Република Македонија мора да има правда за сите подеднакво. Државата мора да се насочи кон решавање на проблемите на граѓаните. Демократските промени во Македонија ќе се случат на регуларни избори, а по промените доаѓа подобра и сигурна иднина за сите граѓани. На крајот, сакам да им порачам на
луѓето од власта. Ќе лежите во затвор за сите сторени криминали, за сите уништени човечки судбини, за секоја исплакана солза. Аболиција половична не прифаќаме. Ќе одговарате за сите украдени пари. Не само што ќе одговарате, него ќе ги вратите назад. За секој убиство, за секоја навреда, за секоја клевета. Нема повеќе страх. Ќе има правда и ќе има мир во Република Македонија. На крајот, Груевски, како што кажав, ќе замине на фер и демократски избори од државата. Јас сум сигурен дека Груевски на следните избори, кога и да се случат, под услови да бидат тие фер и демократски, граѓаните во Република Македонија ќе му го покажат жолтиот картон. Меѓутоа, една работа на сите мора да ни биде јасно. Следните избори нема да бидат обични избори во Република Македонија. Следните избори ќе бидат референдумско изјаснување дали си за Груевски или си за Македонија. После ова што вечерва го видов дека во Кочани и тоа што се случува по сите градови во Република Македонија. Јас сум сигурен дека граѓаните ќе одлучат против Груевски, дека граѓаните ќе одлучат за Македонија повторно да биде демократски и правна држава. Да живее Република Македонија.